Почитувани, добар ден! Ги следите вестите на Канал 8. Сдруженијето на оризопроизводители Бело злато од Кочани не го одржа најавениот протест поради неисплаќањето на субвенциите на земјоделците. Причина за тоа е што од Министерството за земјоделство индиректно признале дека нема пари, но сепак кочанските земјоделци им дадоа подршка на своите колеги од другите градови. Наместо на протести и блокади на патиштата, како што ветија на пресконференцијата во понеделникот, членовите на Сдруженијето на оризопроизводители Бело злато од Кочани денеска си останаа дома. Во краткиот телефонски разговор, подпредседателот на Сдруженијето Зоран Борисов рече дека безцелно е да се протестира, откако министерот за земјоделство Михаил Цветков индиректно признал оти државата нема пари за да ги исплати ветените субвенции. Оправдувањето на министерот дека го чека својот колега од Министерството за финансии да се врати од пат, оризопроизводителите го оценуваат како ефтин изговор за да се прикрие вистината. Во понеделникот Цветков рече дека исплаќањето на субвенциите не можело да се реши со излегување на улица, што веќе им го кажал и на земјоделците. Јас често кога имам тука состаноци со нив, да, доколку мислите дека со блокирањето на патиштата ќе го решиме проблемот, јас ќе дојдам со вас и јас ќе блокирам патиштата. Но мислам дека решавањето на проблемот не е на улица, него е институционален. Министерот Цветков додаде дека субвенциите не можеле да се исплатат затоа што имало правни пречки поради изборниот законник, кој оневозможувал да се исплаќаат пари од државниот буџет додека не заврши целосно изборната постапка од последните парламентарни избори. Земјоделците пак со оценка дека тоа е само купување време, а суштината е дека нема пари. Затоа земјоделските здруженија од источниот регион излегоа на протест на граничниот премин кај Делчево за да го изразат незадоволството, а подршка им дадоа и колегите од Сдруженијето Бело злато од Кочани. Субвенции знаеме колку треба да земеме, пошто земеме повеќе години, ама оваа година нема. Што е работа не знаеме, пари ли нема, те викаате од таму тој бил крив, овој бил крив, закон бил крив. Најверојатно пари нема. Поради лошата финансиска состојба и доцнењето на исплатата на субвенциите за повеќе години, земјоделските здруженија оставија период од 24 часа во кој државата треба да започне да го решава проблемот, односно да најде начин да им префарли пари на трансакцијските сметки на земјоделците. Тие се заканија дека во спротивно можно е да дојде до радикализација на протестите и поширока блокада на патиштата и на граничните премини. Поголема количина вода од старата филтер станица неконтролирано тече по улицата Киро Кекенски и ја загрозува безбедноста во сообраќајот. Граѓаните велат дека никој не презема ништо, иако случајот бил пријавен во општината. Поток од вода се слева по асфалтот на улицата Киро Кекенски и истекува дури до булеварот Тодосија Паунов. Граѓаните кои живеат овде велат дека втор ден од еден од вентилите во старата филтер станица избива силен млас, кој понатаму неконтролирано тече по коловозот. Со тоа загрозена е безбедноста во сообраќајот, па лесно може да се случи возило да се лизне на влажниот асфалт и да се предизвика сообраќајна несреќа. Граѓаните велат дека алармирале кај надлежните служби, но засега реакција за да се запре истекувањето немало. Кој ќе сопре? Кој ќе работи? Тај ќе сопре, а нема за работа никој. Нема одговорни луѓе. Се треба да се реши, ама да има одговорни луѓе. А чим нема одговорни луѓе, нека спијат, а нека земат плата. Според сознанијата на граѓаните, не станува збор за вода што истекува од водоводната мрежа со која стопанисува комуналното претпријатие Водовод, туку од цевката која служи за снабдување со техничка вода на поранешната фабрика за целулоза и хартија, а што е поврзана со акумулацијата Градче. Со оглед што и онака недостасуваат количини вода за потребите во оризопроизводството, жителите на улицата Киро Кекенски реагирале и во водостопанската подружница. Од таму пак рекоа дека тие веднаш презеле мерки за затворање на вентилот кај браната, со што е запрено истекувањето на вода од Градче. Сепак проблемот останува нерешен, со оглед што и во текот на попладнето вода течеше по улицата. Надлежност за цевководот има локалната самоуправа, па граѓаните велат дека очекуваат реакција од таму, за да се запре непотребното губење на водата и спречување по сериозни сообраќајни последици. Комуналното јавно претпријатие Водовод очекува без проблеми да ја дочека предстојната летна сезона во поглед на снабдувањето на граѓаните со вода за пиење.
Според проекциите се очекува просечната потрошувачка да не надмине 145 литри во секунда, што е во рамки на капацитетот на водоводната мрежа. Проекциите што ги изработи Кочанското комунално предпријатие Водовод велат дека ниту оваа летна сезона не би требало да се очекуваат поголеми проблеми или пак рестрикции во снабдувањето на граѓаните со вода за пиење. Една од причините за ваквите очекувања се и анализите од потрошувачката во текот на изминатата година, кога биле испорачани помали количини од над 100.000 метри кубни вода во споредба со 2015-та. Сепак, во првите 3 месеци од годинава забележана е поголема потрошувачка, што во споредба со истиот период лани изнесува за близу 11%. Поради енормно ниските температури во текот на јануари годинава, испорачаните количини ја надминале дури и потрошувачката од максималната испорака на вода во текот на летните месеци во 2016 година. Сепак, во Водовод не се загрижени од ваквите показатели и оценуваат дека според сегашната техничка состојба на системот за водоснабдување, во текот на 2017-та средната потрошувачка би требало да изнесува околу 145 литри вода во секунда, а максималната да достигне до 180 литри. Тоа значи дека потребите на корисниците можат во целост да бидат покриени. Сепак, за да се запази дисциплинираноста во потрошувачката во текот на најекстремните периоди од летните месеци, ќе се формира работна група составена од комунален редар од општината и од службата за наплата и контрола во комуналното предпријатие. Доколку бидат констатирани неправилности во начинот на користење на водата, ќе бидат преземени соодветни законски мерки. Освен тоа, од Водовод уште пред почетокот на летната сезона планираат да ги активираат сите контролни механизми што се предвидени со Законот за водоснабдување, за да се спречи илегалната или ненаменска потрошувачка на вода. В четврток во Виница ќе се одржи 10-тото издание од регионалното музичко шоу Минивизија. За најдобрите ќе следуваат парични награди. 10 кандидати од Виница, Кочани, Македонска каменица, Берово, Пехчево во четврток ќе се надпреваруваат на отворената сцена во Виница. За прв пат јавно ќе ги афирмираат своите вокални способности во рамките на 10-тото издание на регионалното шоу Минивизија. Ова година ќе имаме учесници од Македонска каменица, од Делчево, од Берово, од Кочани, така да во секој случај ќе биде поинтересно кога има деца од целиот регион. Инаку што се однесува до интересот, значи тоа е, не знам дали е можеби на глобално ниво, меѓутоа интересот оваа година не е многу голем. Мислам, ќе има деца, за финалето има доволно деца, дури има и учесници што не ја поминаа аудицијата. Меѓутоа, за разлика од лани, можеби за едно 10% е намален интересот на кандидатите. Па претежно ќе се пеќе кој секоја година позната поп и рок, од познатата поп и рок сцена, мислам светска и македонска, така да децата што се однесува до тоа слушаат доста добра музика. Значи тука пред се Ед Шаран, Бионсе, Ријана, има и македонска музика, Тамара Додевска, Тоше, Каролина, така да застапена е комплет. Изборот на талентите ќе биде во рацете на професионални музичари, а наградите кои ги обезбедува Домот на културата Тошо Арсов се парични и се во висина од 5.000 динари, 3.000 и 2.000 динари. Шоуто е со почеток од 20 часот во салата на оваа институција, а влезот ќе чини 50 динари. Со свечена академија и со положување цвеќе во местноста Свиланово, Основното училиште Никола Карев ќе го одбележи својот патронен празник. Воедно ќе биде одбележена 112 годишнината од смртта на првиот претседател на Крушевската република и 60 години постоење на Кочанското училиште кое што го носи неговото име. Учениците и наставниците од Основното училиште Никола Карев ги завршуваат подготовките околу одржувањето на патрониот празник. Свечената академија е закажана за 26 април во 19 часот во Центарот за култура Бели Могри. Ова е воедно покана до сите граѓани на градот Кочани, до сите ученици, сите вработени во Основното училиште Никола Карев. 27. четврти
на местото Свиланово ќе се положи цвеќе во 11 часот, во кој што ќе присуствуваат и членови од фамилијата на Карев. Затоа ова е голем апел до сите граѓани достојно да го обележиме 112 годишнината од смртта на првиот претседател на Кушинската република и 60 години основањето на основното училиште Никола Карев. Стојановски рече дека заради тоа што одбележуваат значаен јубилеј 60 години постоење на училиштето, свечената академија ќе биде посебно интересна со настап на учениците кои што членуваат во разни секции. Во поетскиот зборник на литературниот клуб Копнеш од Кучани, кој што е еден од најстарите клубови во Македонија и во континуитет постои над 50 години, се содржани поетски и прозни творби на роднокрени автори кои членуваат и творат во овој литературен клуб. Копнеш е носител на бројни награди и признанија во земјава и странство, а е добитник и на годишната награда на општина Кучани од областа на културата во 2006 година. Издавачката дејност на јавната општинска установа библиотека Искра од Кочани деновиве беше збогатена со најновото поетско издание на книгата 50 години литературен клуб Копнеш, која што библиотеката ја објави по повод Меѓународниот ден на книгата и авторското право. Во поетскиот зборник на литературниот клуб Копнеш од Кучани, кој е еден од најстарите клубови во Македонија, кој што во континуитет постои над 50 години, се содржани поетски и прозни творби на роднокрени автори кои неуморно членуваат и творат во овој литературен клуб. Меѓу авторите кои му останале доследни на клубот од неговото формирање до денес се среќаваат имињата на Димитар Гогов, Сонја Гиздавик, Киро Герасимов, Љубинка Давидовска, Атанас Георгиев, Славица Цветкова, како и авторите Ленче Стојменова, Катерина Данилова, Ван Чарсов и други. Инаку, литературниот клуб Копнеш во изминативе 50 години ги објави следниве поетски алманаси со поезија на членови на клубот и тоа: Игри од Копнежи, прв поетски алманах во 1974 година по повод 10 годишнината од постоењето на клубот Визии, во 1994 година по повод 30 годишнината на клубот, како и поетскиот алманах во 2010 година по повод 45 годишнината на Копнеш. Ова е четврта поетска книга на членовите на Копнеш. Во изминативе 50 на години постоење, голем број на членови на клубот ги објавиле своите поетски и прозни објави, благодарение на разбирањето на вработените и раководителите на Кочанската библиотека. Така, своите поетски објави ги објавија Сонја Гиздавик, Димитар Гогов, Киро Герасимов, Љубинка Давидовска, Славица Цветкова, Илија Бошков Крајнички, Ленче Стојменова, Ван Чарсов и повеќе имена млади поети, членови на Копнеш. Инаку, овој литературен клуб е носител на бројни награди и признанија во земјава и странство, а е добитник и на годишната награда на општина Кочани од областа на културата во 2006 година. Следува информацијата од спортот. Младите фудбалери на Фудбал Старс во првенството на детската лига забележаа 2 победи и 2 порази. Во надпреварите во јуниорската лига пак имаа деловен успех, при што постигнаа 2 победи и 1 пораз. Во регионалната пионерска фудбалска лига се одиграа надпреварите од 14-тото коло, во кое екипите на Фудбал Старс гостуваа во Куманово, каде за противници ги имаа соодветните тимови на фудбалскиот клуб Ринија и забележаа 1 победа и 1 пораз. Најпрвин пионерите од генерацијата 2001 ги победија своите врсници со 2:0, а постарите пионери од генерацијата 2000 претрпеа пораз од кумановчани од 3:0. Со тоа, помладата кочанска екипа останува на врвот на табелата со освоени 30 бода и ја оправдува шампионската титула од есенскиот дел на првенството. Победа со службен резултат забележа и екипата на Фудбал Старс од генерацијата 2003, која се надпреварува во категоријата помлади петлиња. Нашиот тим требаше да игра на домашен терен со Академија Постолов Пандев од Штип, но гостите од непознати причини не допатуваа. Во детската фудбалска лига Источен регион се одигра 15-тото коло, во кое екипите на Фудбал Старс имаа добар успех, забележувајќи 2 победи и 1 пораз во категориите во кои се надпреваруваат.
Трите екипи од генерациите родени од 2004 до 2010 година, како домакини се сретнаа со своите врсници од Брегалница од Делчево. При тоа, најмладите фудбалери од генерациите 2008, 2009 и 2010 беа изненадени од своите врсници и доживееја убедлив пораз од 6:1. За разлика од нив пак, фудбалерите од генерацијата 2004-2005 прикажаа добра игра и победија со 3:0, со што исто така го задржуваат првото место на табелата со освоени 36 бода. Нивните клубски колеги од генерацијата 2006-2007 постигнаа рекорден број голови и ги победија своите врсници од Делчево со 12:2. Почитувани, временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма и следете не на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.